Денеска е најсвечениот ден за еден универзитет, прием на нови студенти, почнува новата академска 2017-2018. Во наставен центар во Струмица запишавме студенти на 4 факултети: земјоделски факултет, економски факултет, правен и машински факултет. Бројката не е занемарителна за идни академци, запишани се на различни студиски програми. На земјоделски факултет конкретно имаме повеќе од 30 студенти, значи една солидна, добра група ученици кои што доаѓаат од средното, главно од средното училиште Димитар Влахов и Јане Сандански, со добар успех по тоа како се рангирани, и очекуваме нова, млада, ентузијастичка група која што ќе вроди со добри агрономи во овој регион. Еден апел до граѓаните дека, иако денеска е првиот академски час, вратите на универзитетот за прием на нови студенти се отворени до крајот на месец септември, до 30 септември, значи се уште примаме апликации, доколку некој не бил информиран или касно дознал дека се уште дисперзираните студии во Струмица постојат, еве стоиме на располагање да ги примиме документите, да ги обработиме и студентите да им се даде шанса на младите луѓе, па и на возрастните, бидејќи имаме и вонредни студенти, да можат своето образование да го продолжат понатаму. Се разбира дека условите за студирање и во дисперзираните студии се на еднакво ниво како и во центарот, таму каде што е универзитетот, затоа што и наставниците се исти. Значи сите ние патуваме, јас држам настава во Штип, во Кавадарци, колегите доаѓаат, значи материјалот, условите, начинот на предавање е ист. Во Струмица имаме една предност, затоа што околу нас имаме експериментални полиња и лаборатории кои што на студентите им даваат шанса директно да стекнат практично искуство, значи директно да бидат вклучени во пракса. Според Законот за високо образование, последните 3 години сите студенти се обврзани 30 дена практична настава во текот на своето студирање, без разлика од кој факултет доаѓаат. И тука во Струмица е олеснително што практичната настава може да ја изведуваат и на нашите парцели тука во институцијата, или доколку сакаат можат и на страна, во други фирми. Дури имаме и Еразмус програми кои што нудат после ислушувањето на втората година, нудат можност студентите да аплицираат и да заминат во странство, во некој од соседните држави или во друга западноевропска земја. Оваа година еве универзитетот има добиено 70 Еразмус места за размена на студенти, тоа значи дека минимум еден семестар престој во друг универзитет и 20 места за практична работа на студентите. Тоа значи дека доколку студентите се заинтересирани, доколку имаат ентузијазам, доколку имаат желба, и текако има услови за да стекнат и теоретски и практични знаења. Многу погрешно е толкувањето дека на нашите универзитети, генерално во Македонија, има многу теорија, малку пракса. Значи, за да можете вие да се вклучите во пракса, мора да бидете теоретски подковани. И тие две работи одат заедно. Значи, не може да имате пракса ако немате добри теоретски познавања, и обратно. Тешко е да се вклучите во пракса само ако имате теоретски знаења. Ние како институција и како колектив на земјоделскиот факултет и текако се трудиме студентите да бидат инволвирани на сите можни нивоа, со практична работа, вклучени во проекти, значи дури вклучуваме и студенти во изработка на проекти. Често пати се организираат еднодневни патувања во посета на фирми тука во Македонија или во околните држави, во Грција и во Бугарија и во Србија, посета на сајми. Значи, колку студентите ќе успеат да извлечат од тоа што ние го нудиме, зависи од нивната желба.